Кочанска река е символот на Кочани, на голем број кочанчани кои со векови години обстојувале покрај реката која им носи живот, прекори за производството и наводнувањето на земјоделските површини. Кочанска река со зафаќањето на водите кај село Долно Градче во 60-тите години на минатиот век е благодет за голем број кочанчани на кои одгледувањето орисиме животна екзистенција. Реката е скротена во акумулација. Ги нема поплавите кои ги правеше во одделни делови на градот, а регулацијата е започната во 50-тите години на минатиот век. Регулацијата на Кочанска река у градот на времето го правеше водна заедница, бетоница, со своји средства. Еве што ги гледаме овие сега ратами тука, тогаш се прави тоа са 50 години, 53-та, 54-та, 55-та, 56-та, 57 година. Мислам за у градот. И од тогаш многу мали интервенции има низ градот за гејските излови што ги гледаме и за регулацијата. Додека регулацијата на долниот дел, да речеме, низводниот дел, прави се по време. И да не бидеме појасни, така да речеме од железнички мост што го викаме градот. Па низводно надоле, тоа е понова регулација праена, скоро пред 4-5 години, 6. Од тоа па надоле, значи низ течењето на реката, праени се повремени интервенции што јас мислам дека не е така добро. Регулација се прави од уливот па назад. На Кочанска река од браната Градче па до сливот на река Брегалница постојат 13 моста, од кои 4 се наменети за движење на моторни возила, а останатите се пешачки. По железниот мост на Кочанска река од 1928 година поминува железничка линија до Кочани. Јас сум сведок, негде 70 години, дека од еден пороен силен дожд под браната Градче. Коритото беше полно и плюс изливање по улиците, лево и десно од реката. Така да Градче како акумулација е мала, да може, да речеме, големите води да ги абсорбира, да ги пресече. Така да во големи врнежи на дожд, подолго траени со голем интензитет, може се деси повторно поплава на Кочани. Постари луѓе што од Кочани може се сеќава дека и при изграда на брана Градче имаме поплава на куќи низ. Лево улиците што се лево и десно од реката. Вака изградените мостови и вака состојбата на коритото на реката со наноси, постоја опасност при големи води да дојде до изливање на реката од коритото. Денес Кочанска река и нејзиното урбанизирано речно корито кое поминува низ градот се посебна приказна во која учествуваат урбанистите, но и самите граѓани. Чистотата на реката и зеленилото го прават Кочани со години најчист град во државата. Овој епитет кочанчани се трудат да го задржат и понатаму.